Годинава што изминува беше една од најпредизвикувачките за автомобилската индустрија, барем за представниците на традиционалните марки, кои мора да се реструктурираат и да се прилагодат на новата реалност. Затоа пак луксузот, па дури и на тркала, бележи огромен раст. На крајот на годината се прават пресеци, а денеска ќе ве подсетиме на цените на возилата кои важеа не така одамна. Добре дојдовте во нашата последна епизода во 2024 година. Во ова време на искрени желби за среќа и пред се здравје, Ламборгини ја одбележа 20 годишнината од почетокот на својата соработка со италијанската полиција. За овој период компанијата од Сант'Агата Болонјезе има испорачано 6 возила опремени за итни случаи, пред се за транспорт на органи за донирање. Полицијата објави дека со возилата на Ламборгини досега се обавени повеќе од 200 мисии и спасени многу животи. Освен тоа, имаат учество и на преку 1500 настани со цел промовирање на безбедноста на патиштата и културата во возењето. Првите два автомобили со кои полицијата ги извршуваше деликатните задачи беа од моделот Галардо, еден дониран од Ламборгини, а другиот од независна организација. И двата беа уништени за време на својата служба на нацијата. Најновиот е Урус Перформанте, кој е опремен со уреди за следење на сообраќајот, систем за препознавање на регистарските таблички, дефибрилатор и друго. Алфа Ромео го исполни своето ветување и го испорача првиот примерок на 33 страдале. Овој ултимативен спортист со две седишта, базиран на механиката на Масерати MC20, го одбележа враќањето на марката во престижниот свет на автомобилите направени по нарачка. Со него се покажуваат и вештините на италијанските мајстори кои филигрански работеа да го создадат, а во креирање учествуваа и сите 30 тројца негови купувачи. Екстремните перформанси го обезбедува 2,9 литарскиот твин турбо V6 мотор, развиен од оној на Джулија Квадрифолјо. Своите 629 конски сили преку 8 степен менувач со двојна спојка ги испраќа на задните тркала, обезбедувајќи максимални 333 км на час и спринт до 100 за помалку од 3 секунди. За ентузијастите, Алфа Ромео 33 страдале ќе биде на располагање и со електрична погонска група со 750 коњи и автономија од 450 км. Цената, која официјално не е позната, се проценува дека се движи околу 1 милион евра. Со цел промовирање на културата на еднакви можности и разноликоста, Порше во соработка со тркачкиот тим Iron Dames стартуваше со програмата за поддршка на жените возачи во автоспортот. Соработката под слоганот "Секој сон е важен" е базирана на координирани настапи во трките за издржливост, каде дамите ќе се надпреваруваат со моделот 911 GT3R.
Својата промоција на патека тимот ќе ја има на азиската Леман серија, за потоа да се префрли во Европа и Америка, каде ќе учествува и на легендарната 24 часа Дејтона. Планирано е 4 дами од Данска, Швајцарија, Белгија и Франција да возат и на трката 24 часа Леман, која важи за крунски настан на трките во издржливоста. Одговорни за оперативните работи со автомобилите со 4-литарски боксер мотор со 565 конски сили ќе бидат стручњаците на германскиот тим Ментли. Сојузништвото меѓу Порше и Айрон Дамес ќе продолжи и во наредните години. После стартот на домашниот пазар, кој беше далеку поуспешен отколку што се очекуваше, Xiaomi се подготвува да започне со извоз. Добра подлога за тоа доби со огромното интересирање што нивниот засега единствен модел Asus 7 го привлече низ целиот свет, дотолку што стотици автомобили преку приватен увоз веќе се најдоа на патиштата во разни земји, вклучувајќи ја и Америка. Според информациите кои доаѓаат од Кина, Xiaomi веќе има вработено луѓе задолжени да ги подготват компанијата и автомобилите за странските пазари. За сега не се споменуваат никакви најави каде ќе се стартува, но познато е дека Asus 7 летово беше на турнеја во Франција, а сега и во Италија. Сепак логично е да се претпостави дека прво ќе бидат нападнати пазарите во Југоисточна Азија, отколку Европа. Xiaomi до крајот на ноември на домашниот пазар има продадено 114.000 автомобили, што е за 70% повеќе од планираното. Во моментов се работи за зголемување на производствените капацитети со цел 2025-та да се пласираат дури 400.000 примероци и ќе биде лансиран и вториот модел. Раководството на електронскиот гигант проценува дека автомобилите ќе учествуваат со 1/5 од целокупните приходи на компанијата. Honda конечно потврди дека новиот Prelude ќе се појави во Европа во текот на 2026 година. Пред да се израдувате, треба да знаете дека испод хаубата нема да го има распеаниот VTEC мотор, туку ќе го движи хибриден погон кој комбинира 2-литарски 4-цилиндричен мотор со 2 електрични мотори, од кои едниот директно ги придвижува предните тркала во повеќе сценарија. Honda го користи терминот ECVT, но нема традиционален менувач, само спојка што го поврзува или исклучува моторот по потреба. S Plus Shift е системот кој ветува поостри симулирани преноси со контролирање на вртежите на моторот на согорување врз основа на условите за возењето. Honda ветува дека системот овозможува подиректен одговор на возењето и поостри симулирани смени на преносите во споредба со претходните модели, координирани со активна контрола на звукот за моќни звучни повратни информации. Заедно овие елементи обезбедуваат возачко искуство кое ги стимулира телото и умот, синхронизирајќи ги возачот и возилото и нудејќи богато сензорско искуство на возење по желба. Една година по представувањето на сериската верзија, Lucid Motors започна со производство на кросоверот Gravity. Овој вторнивни модел има големо значење за американскиот производител на електрични возила, бидејќи треба да донесе поголема финансиска стабилност и поамбициозна иднина на компанијата, која е во доминантна сопственост на Саудискиот државен инвестициски фонд.
Според димензиите одговара на Tesla Model X, а цената му стартува од некои $80,000. Покрај луксузот и перформансите, акцентот е ставен и на сестраноста и има место за 7 патници. Во минималистичката внатрешност, фокусирана на екраните, се среќаваат детали како што се предните седишта со вентилација и масажа, кои се подесуваат во 18 насоки и 4-зонскиот клима уред, а од голема помош на возачот ќе му биде напредниот систем Dream Drive, развиен со сопствени сили. Проектираната автономија оди преку 700 километри, а двата електромотора со своите 828 конски сили ќе го забрзаат до 96 км на час за 3,5 секунди. Ослонувањето е воздушно и прилагодливо. Тркалата се од 20 до 23 инчи, а може да влече приколка тешка повеќе од 2,7 тони. Приоритет при купување на овој кросовер, кој ќе се произведува во Аризона, ќе имаат собствениците на првиот модел на Lucid, лимузината R. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години на 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Подемот и падовите се дел од бизнисот. Многу често се случува реорганизација на работењето со цел да се опстане и обезбеди просперитет. Така, Volkswagen се договори со синдикатите и прифатен планот за кратењето на трошоците, а General Motors поради огромни загуби дигна раце од автономните технологии. Јапонските Nissan, Honda и Mitsubishi потпишаа меморандум за разбирање. Дали е ова сламка за спас на Nissan или е почеток на третата по големина групација за производство на возила во светот, ќе покаже времето. Работниците на Volkswagen кисело ќе ја дочекаат новата година. Компанијата постигна договор со синдикатите до крајот на деценијата работната сила да се намали за дури 35.000 луѓе, а ќе биде изоставено и редовното покачување на платите.
Со тоа на годишно ниво ќе се заштедат 1.500 милиони евра, односно околу 10% од потребните кратења на трошоците. Според официјалното соопштение, отпуштањата ќе бидат спроведени на општествено прифатлив начин, кој вклучува доброволно заминување од работа и исплата на соодветни отпремнини, но и невработување на други лица на испразнетите работни места на оние кои одат во пензија. Преговорите со синдикатите, проследени со серија протести и штрајкови, траја 5 рунди, од кои последната дури 70 часа и во нив најмногу копја се кршеа околу затворањето на германските фабрики. На крајот падна одлука производствените капацитети да бидат намалени за 734.000 возила годишно, при што прво ќе бидат опфатени погоните во Дрезден и Оснабрук. Дел од производството ќе биде префрлен во Мексико, што нималку нема да им се допадне на поклониците на голф, кој од 2027-та ќе пристигнува оттаму. Сепак неговата идна електрична верзија ќе се произведува во Волфсбург заедно со ID3 и Купра Борн. Во некој момент секој треба да се погледне во огледало и да се запраша до каде стигнал, но на јапонците како да им го скриле огледалото. Нисан повторно се најде во длабоки проблеми. Ама сега, за разлика од порано, го нема волшебното стапче и магесникот Карлос Гон да ги избави од маките. Така, после драматичните изјави дека им останува само една година живост, седнаа на маса со Honda, можеби и под притисок на јапонската влада, и се договорија рака под рака да чекорат во неизвестната иднина. Вестите за можно спојување се демантирани. Засега само ќе се основа заедничка компанија која треба да ги извади врелиот костен од оганот. Јапонците сега ја најдоа формулата за која сметаат дека ќе ја донесат резултати, на кои сепак ќе се почека некое време, бидејќи преговорите нема така брзо да завршат. Доколку на крај сепак дојде до спојување на Nissan, Honda и Mitsubishi, ќе биде создаден третиот поголемина светски производител на возила после Toyota и Volkswagen. Во целата оваа приказна се вмеша и тајванскиот електронски гигант Foxconn, кој со откуп на акции од Nissan виде шанса за зголемување на пласманот на своите производи во автомобилската индустрија. После многу години и уште повеќе милиарди долари, General Motors дигна раце од автономните возила и објави дека ќе престане да ја финансира компанијата Cruise, која беше задолжена за таа работа. Според одлуката на раководството, наместо бизнисот со роботакси возила, фокусот ќе биде насочен кон развој на напредни системи за помош на возачите. Причина за ваквото страшно свртување се парите. Според годишните финансиски извештаи, Cruise во последните 3 години на General Motors му има создадено 5,8 милиарди долари загуби, плюс уште 1,3 милиони во првите 9 месеци на годинава. Дополнително се потрошени уште повеќе од 2 милиарди за зголемување на учеството во сопственоста на компанијата, која од 2016-та делува под капана на General Motors. За сето ова време, таа бавно напредуваше и чекор по чекор ги донесе автономните такси возила без возач на неколку поголеми градови низ Америка. Амбициите беа поддржани со огромни инвестиции, а проблемите со кои се среќаваше успешно беа совладувани. Но ланската есен едно нивно возило удри пешак во Сан Франциско, пошто им беше одземена дозволата да учествуваат во сообраќајот. Пролетва работите се смирија и возилата на Cruise повторно се најдоа на улиците, но компанијата остана под истрака на американските органи.
сваќајќи дека развојот и управувањето со флотата роботакси возила е ризично и прескапо. General Motors воедно ги олади надежите на ентузијастите кои сметаат дека иднината во која човекот нема да биде критичен фактор во сообраќајот е на чекор од нас. Сега сите погледи се свртени кон другите, пред се кон Вајмо и Тесла. Зимскиот период не е погоден за возење моторцикли, но марките го користат да ги најават своите нови модели. Дукати има нова мултистрада, а го обнови и Panigale. Honda сака да му го земе местото на Harley Davidson и го понуди MT 1100 на американската полиција. Дукати не чекаше да помине многу време откако го представи новиот агрегат за да го вклучи во својата моделска офанзива која сега е засилена и со мултистрада. Благо модификуван според двојниот карактер на моторциклот, овој двоцилиндричен мотор со работна зафатнина од 890 кубни сантиметри и варијабилна контрола на вентилите, наместо 120 за него развива 115 конски сили. Возачите ќе се радуваат на подобрата распределба на вртежниот момент од 92 ньютон метри, од кои повеќе од 70% се на располагање веќе при 3500 вртежи во минута. За негова попитома работа и помирно крстосување ќе придонесе и поголемата тежина на замаецот и клипниците, во комбинација со унапредените електронски системи со 5 режими на возење и полесната рамка дополнета со елементи од алуминиум. Од истиот материјал е и двокраката задна вилушка која заедно со системот против блокирање на сопирачките, посебно подесен за тоа, го смирува при брзо поминување низ свиоци со нерамен асфалт. Дизајнерски мултистрада V2 малку е осовремена со пократок клун и подесив ветробран. Мигавците се преселени во оклопот кој сега има бочни воздушни канали и облогата на резервоарот се протега наназад и од страните, додавајќи мазни и поелегантни површини. Петинчниот TFT екран може на 3 различни начини да ги покажува потребните информации, а целината ја заокружуваат темпоматот и системот за навигација. Се очекува новиот агрегат да биде понуден и во посилна изведба со 126 коњи, засега без најави за кој моторцикл ќе бидат наменет. На оние пак кои се бескомпромисни во однос на силата, Дукати им го понуди новиот Street Fighter V4. Овој спортист, технички базиран на Panigale, сега е полесен и има подобри перформанси благодарение најмногу на екстремниот сооднос на силата и тежината од 1,13 коњи на килограм. За полесно кротење има двојна задна вилушка и нови електронски функции, а намален е и аголот на главата на кормилото. Аеродинамиката е подобрена со двојните крилца кои создаваат поголема потисна моќ на предното тркало. Вообичаено Street Fighter V4 ќе доаѓа во две верзии со 214 конски сили, кои при 13.500 вртежи во минута се извлекуваат од моторот со 1103 кубни сантиметри и 16 дезмодромски контролирани вентили. Испораката на сила е остра заради што механиката е подобрена со нови Brembo сопирачки и безбедносната електроника. Избор на боја нема, достапна е само во тркачката црвена на Дукати. Дали гломазните Харли Дейвидсон полициски моторцикли во иднина ќе ги гледаме само во старите филмови? Honda се надева дека ќе биде така, бидејќи ни Америка повеќе не е она што беше, на тамошните органи на редот им го понуди новиот MT 1100. Овој моторцикл, развиен за Европа, се карактеризира со исклучителните маневарски својства, што според компанијата е клучно за ефикасно спроведување на законот. Предност му е и тежината од 257 килограми со целосна опрема и полн резервоар гориво, што е за околу 100 помалку од машините на Харли.
Рамката и двоцилиндричниот мотор се изведени од Africa Twin, што треба да влее доверба во издржливоста и долготрајноста. Неговите 101 коњска сила треба да бидат доволни за предизвиците, иако Honda не кажува ниту збор за перформансите. Менувачот располага и со степен за возење наназад, а меѓу 5 режими на возење, 2 се целосно приспособливи според потребите на возачот. Во однос на стандардниот модел направени се неколку модификации. Поставени се нови заштитни облоги и ветробран кој се прилагодува со една рака во возење и ново LED осветлување, а седиштето е од поиздржлив материјал. Има и посебни торби, штитник за моторот, кутија за документи, заден браник и друга опрема согласно полициската намена. Битна е и цената од $14.500, која повторно во споредба со Харли е најмалку за 10.000 пониска. Европа влезе во отворена битка со кинеските производители на возила, но од кого всушност треба да се плаши? Според некои податоци, учеството на кинеските електрични возила на европскиот пазар достигна цели 25%. Сепак, мора да се признае дека бројките статистички гледано може да се толкуваат на различни начини. Годинава за периодот пред летните месеци за кои се смета дека ценовните политики и продукт стратегии на производителите не беа под влијание на неодамна воведените царини, кажуваа дека во Европа се продадени вкупно околу 233.000 кинески автомобили, бензински, хибридни и електрични заедно. Или поинаку изразено, само 2,9% од целокупниот пазар. Дури и ако на нив се додадат и возила на западните марки произведени во Кина, учеството не достигнува ни 5%. Анализата на податоците за продажба по марки покажува дека меѓу кинеските MG апсолутно доминира, благодарение на своето долгогодишно и плански добро осмислено присуство на европскиот пазар. Во наведениот период има пласирано 149.000 возила. Тоа пак значи дека другите кинески производители заедно продале само 84.000 возила и освоиле едва и 1% од пазарот. Тие пак безмалку рамноправно се поделени помеѓу BYD, Geely без Volvo, италијанскиот DR, кој под своите ознаки продава возила на разни производители и сите други останати заедно, вкупно околу 10 марки. Уште еднаш напоменуваме, се работи за вкупната продажба на сите автомобили без разлика дали се електрични или не. Брзиот поглед пак на продажбата по модели за првите 7 месеци во 2024 година покажува дека за европските купувачи најпопуларни автомобили произведени во Кина се Tesla Model 3, Volvo EX30, MG4, ZS и HS. Заедно тие се продадени во скоро 250.000 примероци, бројка која представува 2/3 од сите автомобили на европскиот пазар произведени во Кина. Додека политичарите и екологистите притискаат, а купувачите се мислат и премислуваат, стручњаците за моторната техника се едногласни. Со иднината ќе владеат електричните возила. За да се свати нивното тврдење, вистината мора да се погледне низ целата нејзина широчина, базирана на научните факти. А тие велат дека енергетската ефикасност на класичните возила е премногу ниска, само мал процент од енергијата содржана во горивата се користи за задвижување. Во најдобар случај, тоа изнесува до 30% кај бензинците и можеби за 10% повеќе кај дизелите, но во реалноста овие бројки се уште помали. Околу 40% од енергијата се губи низ продуктите на согорувањето, додека дополнителни 30% се одведуваат со системот за ладење. Мал дел од енергијата се троши и во трансмисијата за совладување на механичките отпори.
Сето споменато го немака електричните возила кај кои енергијата главно се губи при полнење и празнење на батериите. Дел троши и топлинскиот менаџмент на погонскиот систем, додека загубите при движење, односно отпорите на воздух и тркалање се скоро исти кај двата типа возила. На крај се сведува дека енергетската ефикасност кај електричните автомобили може да се искачи и преку 80%. Треба да се споменати системите за рекуперација на енергијата, која не се ексклузивитет само на електричните возила, туку ги имаат и хибридите. Сепак, за сликата да биде комплетна, мора да се знае од каде доаѓа струјата. Дали од термоцентралите кои имаат ниска енергетска ефикасност, од сонцето или ветер, или пак од нуклеарни централи. Кај возилата со мотори со внатрешно согорување не треба да се игнорира ниту самиот процес на добивањето гориво, од црпењето на нафта во наоѓалиштата преку рафинериите, се до транспортот до бензинските пумпи. Заради сето ова, практично е невозможно прецизно да се одреди колкав процент од енергијата навистина се губи, но во секој случај разликата е огромна. Пред 15 на години, кога електричните возила срамежливо се појавуваа на пазарот, секоја посериозна аналитичка куќа излегуваше со своји прогнози кога нивните цени ќе се изедначат со оние на возилата со класични мотори. Тогаш бевме скептични во однос на тоа, но не знаевме дека производителите, место да ги поевтинат електричните, ќе ги поскапат возилата со мотори со внатрешно согорување. И тоа многу. Британците пресметале дека во последнава деценија и пол цената на просечен автомобил кај нив пораснала за неверојатни 129%. Поточно, кај бензинците разликата на цените тогаш и сега е 93, а кај дизелите пак 149%. Експлозијата на поскапувањата се огледува и од примерот на најпродаваниот европски автомобил Volkswagen Golf, чии цени во Германија тогаш стартуваа од 16.500 и се искачуваа до 38.700 евра за најскапата верзија. Сега пак неговите цени започнуваат од 28.330 евра, а најскапиот, верувале или не, ќе стигне и преку 74.000 евра. Се работи за атрактивниот Golf R во Black Edition изданието, кој чини 59.590 евра, но ако се изберат сите можни опции, се добива наведената сума. На здравје нека е! Старото трговско правило вели дека она што поскапело нема никогаш да поевтини. Па колку и да се поскапи автомобилите, треба да се надеваме дека ќе можеме да ги купуваме. Со ова ја испраќаме постечката година и посакуваме во новата 2025 да ни биде исполнета со успеси, здравје и просперитет. Се гледаме в година.